Ова е местото каде што би требало да се наоѓаат бистите на херојот од Народно-ослободителната борба Цветан Димов, а подолу од Орца Николов. Покрај нив во градскиот парк долго време не достигаат и бистите на Коле Неделковски и Крстен Мисирков, а во слична состојба се наоѓаат и многу други вакви обележја низ целата држава. Во сиот процес на маниакално трошење милиони евра за нови споменици, меѓу другото и на контроверзни личности од историјата, но и на митолошки ликови, животни, огради со орнаменти и декорации, власта не почувствува потреба да одговори на повиците за обнова на вандализираните бисти на народните херои од Народно-ослободителната борба. Бидејќи бевме убедени дека еден таков потфат, кој упорно одбиваат да го направат, нема да чини ниту колку пелената на Прометеј, а секако помалку од оние тажни врби, се распрашавме и добивме информација дека постојат фирми кои би изработиле соодветни бисти не за милион, не за стотина илјади, туку само за 1000 евра. Сите ќе се сложиме дека тој износ е занемарлив ако споредиме колку пари беа вкупно фрлени досега на небулозни работи. Неумесно поставениот споменик на Асном во Жена парк, во оној кич од бронза кој го истурија на таа локација, без никаков ред и смисла, не го прифаќаме како оправдување на власта дека направиле нешто и за хероите од тој период. Бистите кои беа и секогаш треба да се овде, се посветени на исклучително значајни личности од нашата историја, чии дела се потврдени, а нивните животи се вложени во идејата и борбата за Македонија. Овие обележја не смеат да бидат обезглавени, исто како што не смее да се гази врз споменот на нивното дело. Затоа уште еднаш ја повикуваме Министерката за култура и другите надлежни институции во најкус можен рок да ги вратат бистите на сите херои и да најдат начин да ги заштитат и да ги одржуваат овие важни обележја.